Александар Матовски цакуе со Даунов синдром и покрај тоа што има само 25 години, веќе број низа успеси зад себе и е добро познат во јавноста. Од пишување поезија до активист за човекови права и водител на радиоемисија, неговото секојдневие е исполнето со обврски. Вели нема никаква пречка. Како и секое младо момче, така и тој сака да се вработи. Но вработувањето за лицата со попреченост во Македонија оди тешко, вели тој. Јас сум со Даунов синдром, можам да кажам дека немам никаква попреченост, него стојам како граничен случај со тоа што во вработувањето за мене иде на пати потешко од колку обичните случаи како, не знам, лесно ментално и другите попречености. Да бев во Светска, може би да немаше проблеми. Но ја не сум во Светска, него сум во Македонија. Условите во Македонија се тешки. Вработувањето е болна тема за оваа категорија на граѓани. Професиите кои ги изучуваат и вештините со кои излегуваат од училиштата не ги прават квалификувани на пазарот на труд, вели Искра Росо од Сдруженијето Солем. Оние кои што се вработуваат преку врски, значи познанички, пријателства, но претежно не се вработени заради тоа што вештините со кои што искачаат од средните училишта не се доволни за да бидат квалификувана работна сила на пазарот и претежно се невработени кои што или редовно се пријавуваат во агенцијата или остануваат како пасивни баратели. Проблемот започнува од пристапот до образование. Голем број на градинки и училишта имаат рампи, но поголемиот дел немаат услови за пристап, особено внатре во објектите. Инклузијата во редовната настава е процес што тешко и бавно се одвива. Ние и ден денески покрај тоа што се одвива процесот на инклузија на овие наши дечиња, имаме градинки што примаат деца со посебни потреби, имаме градинки што не примаат, имаме училиште што примаат, не може едноставно така. Тука треба сериозно да се размисли, може треба на неколку нивоа тоа да се решава, меѓутоа факт е дека овие наши граѓани не треба да добиваат милостина, туку напротив да имаме обврски и одговорност за да ги третираме еднакво со сите останати. Според Миновски, проблемот треба да почне да се решава од локално ниво. Исклучителна важност е да ги подигнуваме, значи ја подигнуваме свеста, да ги развијаме сите ресурси и конечно да се вратиме на локалната самоуправа. Државата е таа што е одговорна, владата секако дека е одговорна, меѓутоа мора на локално ниво да се спушти работата. Убаво е кој ќе ви направи, значи инфраструктура, пат, канализација, не знам, осветлување, меѓутоа треба да се дзирне во семејните заедници. Треба да се види дали имаме од ваков тип деца, од таков тип деца. Покрај образованието, проблеми и непостоењето на така наречените сервиси за лична асистенција, кои се одамна потреба на лицата со попреченост. Мирјана Јанковиќ, раководителката на програмата за вработување и лична асистенција во Хрватска, објаснува од какво значење е постоењето на личните асистенти и како истите би придонеле за поголема инклузија на пазарот на труд. Да je to usluga koja treba pomoć osobi s invaliditetom da obavi one aktivnosti i da se uključi u zajednicu na način kako bi to inače bilo moguće da osoba nema invaliditet. Onda ako razmišljamo iz te perspektive, to ujedno znači da ta usluga za svakog čovjeka koji je osoba s invaliditetom znači u biti nešto drugo. Svako ima različite potrebe i svako treba podršku upravo u onom dijelu u kojem taj invaliditet onemogućava tu osobu da obavi neke zadatke ili da se više uključi u zajednicu. Корист од личните асистенти би имало целото општество, а не само лицата со попреченост. Tako šira zajednica, dakle će dobiti ljude, uključit će se ljudi koji do sad nisu bili u mogućnosti biti uključeni sa svim svojim interesima, specifičnostima, kapacitetima i potencijalima koje oni mogu dati toj zajednici, a isto tako i poslodavci na tržištu rada će dobiti ljude sa specifičnim znanjima, sa posebnom motivacijom da budu uključeni na tržište rada. Државата нуди неколку мерки за вработување на лицата со попреченост. Едната е преку посебниот фонд која дава финансиски поволности за фирмата што ќе вработи лице со попреченост, а другата е мерката за самовработување, преку која минатата година биле отворени 114 бизниси. Иако дел од фирмите ги искористиле мерките, сепак од Агенцијата за вработување велат дека заинтересираноста и отвореноста на работодавците кон лицата со попреченост се уште не е на задоволително ниво. Компаниите до сега се активираат и вработуваат лица од оваа категорија. Нормално кај нив најголем е бенефитот
од одредено материјално ослободување или добивање на одредени материјални средства преку различна или субвенција, односно преку различни мерки во различен облик се и бенефитот кој што го добиваат, а сепак на општествена одговорност сметам дека дека се развива, но сепак не е на едно задоволително ниво и дека треба малку повеќе во таа насока да се работи, компаниите да бидат поотворени кон овие целни категории. Статистиките од Агенцијата за вработување покажуваат дека 2300 лица се вработиле, што според Елена Кочовска е недоволна бројка. Тоа е недоволен број, имајќи во предвид дека ако ја земиме процентот на кој што укажува и посочува Светска здравствена организација дека 10% од вкупното наше население се директни корисници, односно се лица со хендикеп, граѓани со хендикеп, тоа значи дека голем број се уште, за жал, граѓани со хендикеп не си го нашле своето место во пазарот на трудот. Македонија нема официјални статистики за бројот на лица со хендикеп, а неводењето на евиденција представува сериозен проблем, додава Кочовска. Се уште немаме дефинитивно, односно некоја статистика, евиденција колку лица со хендикеп се вработени во отворениот пазар на труд, а постојат и лица со хендикеп кои што не се евидентирани како лица со хендикеп, а работат во отворениот пазар на труд. Ние целосно, значи како држава, ние изоставен тој елемент на статистика и водење на евиденција на лицата со хендикеп, што е сериозен проблем за државата, бидејќи ако нема бројка и не може да носи поефективни политики, кои што би воделе кон наше поактивно вклучување во сите сегменти, вклучувајќи го и вработувањето. Република Македонија е потписничка на Конвенцијата за човекови права и како потписничка има обврски и правни последици кон лицата со попреченост, вели Јасна Ребац, председателка на Сдружение на лица со хендикеп од Босна и Херцеговина. Државни органи, било да е то на локалном или веćem nivou, mogu često, a to već rade u svojim zvaničnim izvještajima, da kažu da su ispunili određene standarde jer jesu stavili određene preporuke iz UN konvencije, ali u praksi mnogi monitorinzi su pokazali da to nije tako. Osobe sa invaliditetom trpe, one žive sad i njima treba sad rješenje. Решението според Кочовска лежи во неколку клучни сфери. Ке треба да се преземат сериозни мерки во насока да се поотвори училиштето, односно образовниот систем, да може да се вклучиме во поактивно во истиот, но во исто време ке мора државата да работи на развивање на тие сервиси за поддршка, а кои што ќе бидат во линија со Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Но освен општеството и државата, според Искра Росо од Солем, треба и заедницата да го смени погледот кон лицата со попреченост. Кога ние ќе го свртиме нашето гледиште и нема да ги гледаме како некој на кој што треба ние да му помогнеме, него ќе ги гледаме како партнери во животот, тогаш ќе се смени нашата идеја. Тоа е поентата на инклузијата, тоа е причината зашто имаме инклузија во училиштата, зашто имаме инклузија, би требало да имаме инклузија на работните места, зашто би требало да имаме, зашто веќе не се зборува дека луѓето треба да се институционализираат, него се вика живот во заедницата. Значи, за да вистински имаме инклузија, тогаш треба ние сите да се гледаме како партнери, како сограѓани, а не како да ги гледаме како лица на кои што им треба помош. А се започнува од семејството, вели Цако, за потоа да се влија и на општеството. Семејството да се отворат, општеството да работи на ова прикажане, иако има поместување, но минимални се поместувањата. Ека се вредам кај инклузијата. Во 1998 без вау проект, додека веќе инклузијата паига. Не треба да паига. Треба што повеќе да се вклучува. И лицата со попреченост сакаат да работат и да бидат платени за тоа, додава Цако. Тие немаат никакви поразлични очекувања од кој било друг, но треба да се овозможат услови за вистински да бидат вклучени на пазарот на труд.